Почитувана колешке, почитувани колеги, се задржавте во делот за образованието и јас сега повторно ќе се задржам само во тоа. Ќе ве прашам дали со буџетот кој овде го браневте се зголемуваат средствата со кои ќе се подобри работната атмосфера во целост во училиштата. Јас ќе ве потсетам и ќе ви кажам нешто. Проблеми во образованието секојдневно има. И самите сте свесни ако комуницирате со вашите колеги. И знаете, оваа година интересно е тоа што се повлече пишаниот дневник. Но како се соочувате со проблемите? МОН вели, проблемите со интернет не смее да има. Директорите се должни стабилни и непречени услови за работа да обезбедат. Јас ќе ве прашам, почитувана колешке, кои директори да создаваат услови? Оние директори што по Фејсбук гатачки и бајачки прашуваат дали ќе добијат втор мандат? Вашите директори од СДС што ги назначивте. Не држете беседи овде. Да продолжам. Дали е исправно, бидејќи образованието треба да биде бесплатно, 70 денари на секој ученик да се бараат за печатење на дневникот, бидејќи нели училиштата ги снабдивте и со принтери, и со хартија, и со квалитетни компјутери и така натаму. Зборувате образовни асистенти и се фалите. Па дали вие се сеќавате пред некој ден овде кога беше законот ставен на дневен ред, вашата почитувана министерка не се одважи да дојди, да го одбрани нејзиниот закон, да го образложи овде на пленарна седница, но ние што да очекуваме, колеги, кога таја не доаѓа на работа на матичната комисија да се појави, ќе очекуваме на пленарна седница да се појави. Фокусот ваш на власта е само да инвестирате, тоест да се фалите дека инвестирате во некои невидливи проекти, но тоа најмногу не чуди заради тоа што во тие невидливи проекти умешноста ваша е таму, да ги зацкриете криминалот, корупцијата и во најново време појава што се јавува во вашите редови е киднапирање на неистомисленици ваши и ќе викаме дека транспарентно работиме. Но каде се тие невидливи проекти? Барем едно школо да направевте, добро ќе беше. Но јас на крај ќе речам, почитуваната министерка најубаво е нека си лета дронови заедно со Филипчи и Заев, сега ќе имаат слободно време и интересно ќе им биде барем. Ви благодарам.